Дневник во 20 часот на К1. Во него донесуваме најнови информации за настаните од регионот, Македонија и светот. Останете со нас, започнуваме веднаш по најавите. Општина Велес ќе гради нова индустријска зона. Секторот за внатрешни работи Велес расветли неколку кражби. Македонски народен театар одбележува 70 години. Општина Велес нема слободни плацови за продажба. Градоначалникот Чадиев најавува подготовка на нова индустријска зона помеѓу Мамурчево, Иванковци и Лозово. Истата ќе се прострира на 64 хектари, а се очекува пренамена на земјиштето. Плацови за продажба се најавуваат и во близина на поранешна топилница. Повеќе за ова во изјавата на градоначалникот на Велес Славчо Чадиев. Општина Велес ја презентираме силно и пред меѓународните институции и во Република Македонија. Само за напомена дека во овој момент во општина Велес немаме слободни плацови за продавање во било кој сегмент за нова индустријска зона. Тоа значи ние ја подготвуваме индустријската зона во сегментот на триаголникот Мамурчево, Иванковци, Лозово, односно патот према Штип, на 64 хектара, чекаме пренамена на земјиштето, истовремено подготвуваме и уште еден план на потегот во непосредна близина на бившата топилница, значи од лева страна покрај пругата, потег што ќе имаме уште 20-на, меѓутоа помали плацови овој пат за продажба, за понуда пред заинтересираните инвеститори во Велес. Значи очекуваме во наредниот период овие продадени плацови да никнат уште 3 производствени погони кои што ќе вработуваат од 50 па до 200 лица. Економско-социјалниот совет на Република Македонија едногласно го усвои пакетот на мерки од владината програма Македонија вработува, со која ќе бидат опфатени над 150.000 невработени лица од социјално ранливите категории: млади до 35 години, лица од 35 до 50 години и лица над 58 години. По усвојувањето на низата закони од страна на собранието ќе започнат да се применуваат мерките за поттикнување на вработувањето, кое е предвидено да траат 1 година и ќе бидат значително олеснување за приватните компании и зголемување на конкурентноста на пазарот на трудот. Казни за операторите кои нема да обезбедат интернет со најмалку 2 мегабајти во секунда. Во тек е процедурата за изменување на правилникот за квалитет на мрежата, кој ќе им овозможи на корисниците покриено со мобилен телефон на сите главни патишта низ Македонија. Во тек е процедура за измени на правилникот за квалитетот на мрежите на Агенцијата за електронски комуникации. Со ова се заоструваат барањата на агенцијата од телеком операторите. Од АЕК велат, ќе следуваат санкции и за евентуални проблеми со мрежата. Дел од корисниците на услугите на операторите упатуваат жалби до оваа агенција. Главно прашањата кои што стигнуваат од корисниците на електронските комуникации во Агенцијата за електронски комуникации се однесуваат на два типа на проблеми кои што ги имаат со операторите. Првиот се околу нивните месечни сметки, вториот околу квалитетот на услугите кои што операторите ги нудат на своите корисници. И во двата дела АЕК презема голем број на активности како би се намалила можноста операторите да нудат послаби сервиси од тие што се загарантирани со правилниците кои што АЕК ги има дефинирано. Новиот правилник кој наскоро ќе биде ставен на јавна расправа ќе ги принуди операторите да овозможат одлична покриеност со мобилен интернет на сите главни патишта. Во фокус ќе бидат и безжичните мобилни мрежи кои ќе мора да овозможат минимум 2 мегабајти по секунда.
Ако не е исполната обврска, ќе бидат санкционирани, прво со едно предупредувачко писмо, но второ, АЕК како еден прекршачен орган со новиот закон за електронски комуникации може и да издаде и мандатни казни до соодветниот оператор ако не ги исполни овие квалитативни параметри. Новиот правилник ќе им овозможи на корисниците да ги користат своите паметни телефони и кога патуваат. Кавадарци е лидер во регионот по реализација на проекти за полесен пристап при остварување на граѓанските права на лицата со хендикеп. Општината ќе набави опрема со која ќе се отстранат бариерите на оваа категорија на лица. Во Македонија 776 вработени во јавната и државната администрација имаат сертификати за завршена обука за проектот Достапна администрација за лица со хендикеп. Општина Кавадарци започна со реализација на проектот Достапна администрација за лица со хендикеп. Целта на проектот е создавање услови во општинската администрација за полесен пристап на лицата со инвалидност при остварување на нивните граѓански права и обврски. За таа цел назначени се одговорни лица кои поминаа и специјална обука. Од неодамна во едно од ресорните министерства е вработена претседателката или дел од претседателството на лицата со оштетен вид. Потоа во самата зграда функционира и здруженијето, односно лицето кое што ја координира работата на лицата со телесен инвалидитет, а и во администрацијата на локалната самоуправа имаме лица кои што го знаат јазикот на оние на глувонемите. Општината вложува и сопствени средства во низа разни активности, како и закупување опрема со која ќе се отстранат бариерите за лицата со хендикеп пред и во објектите на институциите кои се под нејзина надлежност. Во склоп на општина Кавадарци или во зградата на општина Кавадарци ќе се прави лифт за ваквите лица и ќе се направи еден ВЦ јазол за ваквите лица. Исто така имаме, проектот опфаќа и еден ВЦ јазол во едно од основните општински училишта, мислам дека тоа беше основното општинско училиште Гоце Делчев. И во овој правец, заедно со Ротари клубот, веќе е во тек е набавката на 4 моторни колички за инвалидизирани лица. 776 вработени лица во јавната и државната администрација во Македонија ќе им помагаат на лицата со инвалидност за остварување на нивните права и обврски во институциите. Секој од нив има добиено сертификат за завршена обука во рамки на проектот Достапна администрација за лица со хендикеп. Расветлени повеќе случаи на тешки кражби. Против 24-годишниот НД е поднесена кривична пријава за ограбување на 2 цркви, 3 куќи и продавница во Велес во периодот од 15 до 23 јануари. Од објектите се одземени најразлични предмети, техничка стока и пари. Ограбен е и базенот Снупи во Велес, од каде е одземен компресор за вода и дел од инвентарот. Одземените предмети ги продавал на лице од Велес, кое потоа ги продавало во отпадите за Старо Железо. 2 од тешките кражби ги извршил во црквите Свети Пантелеймон и Богородица, лоцирани во Велес, на тој начин што најпрвен ги искршил дрвените влезни врати, пошто влегол внатре, ги искршил дрвените каси и при тоа од 2 цркви одзел вкупно 8.000 денари. Со сите наведени кривични дела им нанел материјална штета на оштетените во висина од околу 102.000 денари. Во истиот период пријавениот сторил и 8 кривични дела кражба кои се гонат по приватна тужба, со што на оштетените им нанел вкупна материјална штета од околу 39.500 денари. Детската градинка Димче Мирчев успешно ја спроведе акцијата за собирање на стара хартија, пластика и електронски отпад. Во акцијата покрај децата и вработените од градинката се вклучи и пошироката локална заедница. Оваа акција е во склоп на екопроектот Немаме резервна планета, кој во Велешката градина се спроведува веќе неколку години и резултираше со добивање на зеленото знаме. Повеќе во прилогот на колегата Бојан Нанев. 66 килограми пластика и 370 килограми стара хартија се собрани во екоакцијата во детската градинка Димче Мирчев. Од установата се задоволни од резултатите кои ги покажа акцијата. Истата беше проширена со собирање на електронски и електричен отпад од објектите на градинката. Во неа се вклучија и сите вработени во Димче Мирчев.
Активностите се во рамки на екопроектот Немаме резервна планета. Го собравме целиот отпад, неупотребливите апарати од сите 6 објекти, направивме попис на истиот и електронскиот и електричниот отпад ќе биде предаден на лиценцирана фирма која што очекуваме деновиве да дојде истиот да го подигне. Преку екоакцијата, децата учеа и како се селектира отпадот, но и како се рециклира. Екопроектот беше и причина повеќе на младите да ги дадат и своите еколошки пораки. Во хартија и пластика се става, во едната кутија се става хартија, во другата се става пластика и мора да бидат разделено. Ќе се направи друга хартија и можеме па да ја искористиме. Го фрлам отпадот од канта за смет, така ќе го вичистам целиот свет. Отрови и ѓубрива не користам често. Во почвата за нив нема веќе место. Објектот познат како Дизни го има епитетот екоградинка. Од тука се задоволни од вклученоста на целокупната заедница во еколошката акција. Акцијата протекна доста успешно. Родителите, децата и вработените од градинката активно се вклучија во истата, како и стопанските субјекти кои што се наши екопартнери во водењето на кампањата за почиста и поздрава животна средина. Екопроектот на детската градинка и го донесе и зеленото знаме во негови рамки и во склоп на заштедата на електрична енергија. 5 од 6 објекти на градинката користат сончеви колектори. Две показни вежби, евакуација на ученици и симулација на пожар беа изведени во средното стручно општинско училиште Коле Неделковски. Вежбата ја изведе територијалната противпожарна единица од Велес. За учениците ова е одлична можност да научат како треба да постапат во евентуална елементарна непогода. Се очекува повремено повторување на вежбите и во останатите општински училишта. Симулација на пожар и евакуација на ученици денес беше изведено во средното стручно општинско училиште Коле Неделковски. Територијалната противпожарна единица Велес изведе показна вежба во ова училиште со цел да ги обучи професорите и учениците како да се однесуваат и заштитат во случај на пожар или земјотрес. Имавме две вежби показни, каде што од едната вежба беше покажана евакуација на учениците и спасување од елементарни непогоди, односно пожар, земјотрес и останато. Така да оваа соработка ќе должи на подолго дружење и спремање на наставниот кадар за ученици, да се грижат за ученици. Значи безбедни ученици, добро училиште, сигурни родители. Во училиштето веќе подолг период не е направена ваква обука. Училиштето Коле Неделковски се грижи како за образованието и воспитувањето, така и за безбедноста на учениците. Сметаат дека оваа соработка е од големо значење. Ние ќе се потрудиме ова да го повториме за учениците да можат да реагираат брзо и ефикасно. Оваа обука е во интерес на сите граѓани, бидејќи на овој начин и лично ќе се запознаат со начините за само евакуирање во домашни услови. Ние ќе се потрудиме ова да го повториме за учениците да можат да реагираат брзо и ефикасно. За учениците ова е одлична можност да научат како треба да постапат во евентуална елементарна непогода. Оваа вежба противпожарна беше добра идеја на директорот за да ни покаже и нам и да им покаже и на другите професори кои што никогаш не имале искуство со ПП апаратите, за да бидеме спремни во сите можни елементарни незгоди. Почеркникарите и професорите од нашето училиште ни кажаа како да реагираме за време на пожар или поможно земјотрес и благодарение на тоа ние научивме нови работи или тоа како да реагираме за време на пожар. Од територијалната противпожарна единица најавуваат повремено повторување на вежбите и очекуваат со една подолготрајна соработка подобро да се сватат и применуваат тајните на евакуацијата во случај на елементарна непогода. Обуките ќе продолжат во сите основни и средни училишта. Машкиот кошаркарски тим на Средното економско училиште Јовче Тесличков од Велес освои бронза на државниот кошаркарски надпревар. Медалот е голем успех како за училиштето, така и за самите кошаркари, а истовремено и поттик во понатамошниот професионален кошаркарски ангажман.
Средното економско училиште Јовче Тесличков се закити со бронзен медал на државниот надпревар во кошарка. Освоеното трето место е голем успех како за младите кошаркари, така и за самото училиште. Директорката Нада Јованова истакна дека иако работат во скромни услови, во изминатиот период многу вложиле во подобрување на условите за работа на училишниот спортски клуб, а резултатите се очигледни. Многу голема чест и задоволство е да се биде дел од најдобрите. Е голема сатисфакција за нашето училиште заради тоа што покрај знаењата и вештините што учениците ги добиваат по многу економски предмети, постигнуваат и значајни успеси од областа во спортот. За училиштето ова е огромен успех, бидејќи системот на надпреварување и начинот на кој што се доаѓа до државното првенство е навистина тежок, затоа што претходно треба да се елиминираат многу екипи во надпреварувањето што му претходат на државното. Тоа е еден тежок систем на надпреварување, така да и самото учество на државното првенство е голем успех, а успехот кој го направи нашето училиште со освојување на третото место на државното надпреварување е еден од најголемите успеси на било кое училиште од нашиот град. Сите ученици од училишниот тим истовремено се и играчи на Велешкиот кошаркарски клуб Борец Баскет и според нив заедничкото членување во клубот и долгогодишната соработка биле огромна предност и допринос за освојувањето на бронзениот медал. Учениците заслужни за медалот се задоволни и горди на својот успех. Како младинци многу ни е чест бидејќи ние отидовме таму како најголеми аутсайдери. Не се надевавме на трето место, но се надминавме себе си, изигравме многу добро против многу појаките екипи од нас. Трето место за нас и за мене значи многу како голем потик за понатамошната кошаркарска кариера. Значи ова ќе биде, се надевам, еден од големите успеси кои што ќе ги освојуваме јас и моите колеги. Една од целите на училиштето е на ваков начин да се води грижа за правилно насочување на учениците преку редовни спортски активности и едукативни предавања за здравиот начин на живот. Председателот Иванов на средба со македонската заедница во Пустец. МНТ го одбележува роденденот на 3 април, датум на кој во 1945 година драмскиот ансамбл ја одиграл првата представа Платон Кречет од советскиот драматург Александар Корнејчук во режија на Димитар Ќостаров. Следуваат вестите од Македонија. Председателот Ѓорги Иванов денеска ја посети општина Пустец, каде што имаше средба со македонци во оваа општина. При престојот Иванов истакна дека само со иницијативи и проекти за развој на туризмот и поголема економска соработка ќе се подобри стандардот на жителите. На средбата присуствуваа и македонци кои живеат во другите делови на Албанија, на кои председателот им посочи дека се залагаат тие да добијат исти права како и македонците во Пустец. Општината го прогласи Иванов за почесен граѓанин, а градоначалникот му врачи плакета. Со ова председателот ја заокружи дводневната официјална посета на Република Албанија. Македонскиот народен театар денеска свечено одбележа 70 години од основањето и од првата изговорена реплика на македонски јазик на 3 април 1945 година. Јубилејот беше одбележан со перформанс и отварање изложба на експонати од музејот на МНТ, а вечерва ќе биде одиграна представата Вечната куќа, со која ансамблот на МНТ во 2013 година ја продолжи својата историја во новиот објект. Од утре и во наредните 2,5 месеца. Одбележувањето ќе продолжи со повеќе активности. МНТ ќе ја отстапи својата сцена за гостување на други професионални театри од Македонија, но и за независни продукции и академии. Серија од 5 земјотреси беа регистрирани вчера ноќта во Дебарскиот регион. Телеметриската сеизмолошка мрежа на Македонија со станици во Скопје, Штип, Валандово, Битола, Охрид и Крушево, одржувана од сеизмолошката обсерваторија при Природно-математичкиот факултет во Скопје. Ноќта на 3 април регистрираа серија земјотреси чии епицентри се наоѓаат на 110 км југозападно од Скопје и потекнуваат од Дебарското епицентрално подрачје. Дел од овие земјотреси беа почувствувани во Дебар и околината. Земјотресите, освен мала вознемиреност кај населението, не предизвикале материјални штети. Министер во Кина обвинет за корупција. Во сабота најкусата крвава месечина во векот. Во продолжение проследете ги вестите од светот.
Поранешниот кинески министер за јавна безбедност Чу Јункан е обвинет за корупција, злоупотреба на власта и намерно издавање на државни тајни, пренесуваат светските агенции. Оваа мерка е сигнал за историски процес против поранешниот член на постојаниот комитет на Политбирото на Кинеската комунистичка партија, кој беше еден од главните представници на режимот во изминатите 10 години. Чу Јункан е највисокиот представник на кинескиот режим во немилост од пред речиси 40 години. Во 2012 година кинескиот претседател Си Цинпин започна кампања за борба против корупцијата во државното управување. Во текот на ноќта од петок кон сабота ќе се случи најкусото целосно месечево затемнување во векот, кога месечината ќе стане крваво црвена само 5 минути, објави Американската агенција за вселенски истражувања НАСА. Според пресметките на астрономите, затемнувањето на месечината ќе започне во 9 часот во сабота по Гринич, 11 часот по македонско време, кога сенката на земјата ќе го покрие дискот на месечината од светлината на сонцето. 3 часа подоцна, во 11 часот и 57 минути по Гринич, затемнувањето ќе ја достигне целосната фаза, која што ќе трае само 5 минути. Можноста да уживаат во глетката на крвавата месечина ќе ја имаат само жителите на Северна Америка и западот на Јужна Америка, во делови од САД и Канада, во Мексико, во Австралија, на Рускиот далечен исток, во Источен Сибир и во државите во Источна и Југоисточна Азија, како Индија и Западна Кина. Председателот на Македонскиот олимписки комитет Васил Топурковски вчера ја прими наградата Пиер де Кубертен. Ракометарите на националниот тим до 21 година на меѓународниот турнир во Бугојно стартуваа со пораз против младинците од Катар. Македонската кајакарска федерација викендов ќе го организира 47-то издание на меѓународната спортска манифестација и линденски кајак слалом, што ќе се одржи на Матка. Председателот на Македонскиот олимписки комитет Васил Топурковски вчера ја прими наградата Пиер де Кубертен за заслуги во олимпизмот. Наградата ја врачи подпредседателот на Интернационалниот олимписки комитет Патрик Хики. Топурковски се заблагодари, изјавувајќи дека ова не е награда за него, туку за целото македонско олимписко движење. Меѓународниот олимписки комитет оваа награда им ја доделува на поранешни спортисти и заслужни спортски работници кои оставиле белег во олимпиското движење. Македонската ракометна репрезентација до 19 години со пораз го стартуваше својот настап на меѓународниот ракометен турнир Ракометот е мојата иднина, што се одржува во Бугојно. Нашите репрезентативци во пресметката со врсниците од Катар завршија со 4 негатива. Крајниот резултат беше 32-28. Првото полувреме се покажа како клучно, кога веќе се беше познато и нашиот национален тим губеше со 10 разлика. Нов обид нашите ракометари веќе ќе имаат денес, најпрво против тимот на Полска, а подоцна против домашната репрезентација на Босна и Херцеговина. На пресконференцијата на Агенцијата за млади и спорт вчера беше најавено 47-то издание на меѓународната спортска манифестација и линденски кајак слалом, што предстојниот викенд ќе се одржи на Матка. И годинава агенцијата со половина милион денари останува традиционален покровител на манифестацијата. Кајакарската федерација најавува учество на 150 кајакари од 11 држави. Целта е ова надпреварување да влезе во светската серија за бодување, а иказ да прерасне во надпревар од светски рамки, со што би се зголемил бројот на учесници. Квалификацијските трки започнуваат во сабота, додека финалните трки ќе се случуваат во недела со почеток во 10 часот. Новак Ѓоковиќ со безбеден пласман во полуфиналето од Мастерс од Мајами. Во шпанската дерби пресметка во кошаркарската Евролига, Барселона го совлада Реал Мадрид, со што двата тима имаат обезбеден конечен пласман во четвртфиналето, заедно со тимовите Фенербахче и ЦСКА.
Најдобриот светски тенисер Новак Ѓоковиќ го обезбеди својот пласман во полуфиналето и го продолжи патот кон одбрана на титулата во Мајами, откако на Мастерсот славеше против Давид Ферер со 2-0. Ѓоковиќ и Ферер беше најквалитетниот дуел во досегашниот дел од турнирот. Ова беше 19-тиот меѓусебен дуел во кој србинот води со 14-5 во победи. Во полуфиналето Новак ќе игра со домашниот тенисер Џон Иснер, со кого има непријатни искуства на американско тло. Серена Вилијамс, најдобрата тенисерка на светот, се пласираше во ново финале со трилер победата над Симона Халеп во 3 сета, со што ќе има можност да се бори за својата 8-ма титула на Мастерсот во Мајами. Вилијамс ја забележа 20-тата последователна победа, а последен пат загуби во октомври токму од Халеп. Во финалето од Мастерсот Селена ќе се сретне со шпанката Карла Суарес Наваро, која со 2 сета славеше над Андреа Петковиќ во полуфиналето. Финалето во Мајами од понеделник ќе го донесе првиот пласман меѓу најдобрите 10 на светската тениска листа. Дерби дуелот на двете шпански екипи во кошаркарската Евролига синоќа го доби Барселона, која со 85-80 на домашен терен тесно славеше над Реал Мадрид. Важна победа во ова 13-то коло од топ 16 фазата постигна и Алба на гостувањето во Атина против Панатенаикос. Па така последното коло ќе решава за кои екипи покрај Реал Мадрид и Барселона од групата ќе се пласираат во четвртфиналето. Пласман во четвртфиналето имаат обезбедено Реал Мадрид, Барселона, Фенербахче, ЦСКА и Олимпијакос. Вечерва очекуваме пат на температурата. Метеоролозите не најавуваат врнежи од дожд. Во сабота времето ќе биде сончево со мала умерена локална облачност, но во недела се очекуваат нови врнежи од дожд. Врнежите ќе продолжат и во понеделник. Тоа беа информациите за денеска. Останете и понатаму со нашата програма. Пријатно!